Утринава го посетивме карате клубот Работнички за да погледнеме како се одвиваат тренинзите на младите карате ученици, а разговорот го правиме со нашата карате легенда Дејан Недев, повеќекратен учесник на европско, на светско првенство, човек што ги освои сите можни титули во каратето, а сега работи како тренер и го пренесува своето знаење и искуство на помладите генерации. Дејан, добро утро. Добро утро и добро дојдовте во нашиот центар. Тоа е првиот карате центар основан во Република Македонија, карате клубот Работнички, од каде што произлегува многу генерации на врвни каратисти, врвни спортисти, така да овој пат имаме резултати од најмладите децата, кои што се многу успешни и ветуваат во иднина дека ќе остваруваат уште поголеми резултати во поголемите категории во повозрастните. Работите многу активно и многу амбициозно, а потврда за тоа се многобројните успеси кои што ги нижете низ сите овие години, а особено крајот на летото и есенскиот период беше активен период и се закитивте со еден куп награди, медали и освоени значајни места на надпреварите на кои што учествувавте. Па да, точно така. Значи, како и минатите години, така и оваа година, 2023 ни беше доста активна и се уште ни активна, бидејќи до крајот на годината имаме уште неколку значајни настани. Пред се би ги спомнал оние меѓународни надпревари на кои што учествувавме. Тоа е на светскиот меѓународниот куп кој што се одржа во Неа Мудања, Грција на 23 и 24 септември. Македонската репрезентација успеа да освои дури 47 медали во сите возрастни категории, започнувајќи од најмладата категорија, детска категорија, па до сениорска категорија. Надпреварот беше доста масовен, учествува повеќе европски и други земји од други континенти, така да најуспешни во македонската репрезентација беа децата, токму најмладите. Би ги споменал, значи, оние кои што освоја први места, тоа се Камелија Недев, Дамјан Трајковски, Лука Крстевски, Филип Недев. Не можам во моментов да се сетам на сите, бидејќи се многу. Исто така, значи, Филип Недев и Камелија Недев една недела подоцна учествуваа на светски куп во Лублин, Полска, каде што успеавме да освоиме 2 златни медали. Филип освои во категоријата кати и во борби за деца 2 златни медали и Камелија Недев беше трета во кати поединачно. Исто така и таму конкуренцијата беше доста силна и ми се чини пред една недела, значи минатиот викенд, учествувавме исто така на еден силен турнир европски, кој што се одржи во Холандија и таму настапија Софија Јарчевска и Камелија Недев и успеавме да освоиме една бронзена медаља. Камелија во борби за деца освои 3-то место и Софија беше 5-та во кати поединачно. Честитки за сите овие успеси, но освен младите каратисти, неодамна и вие се закитивте со едно престижно признание кое што ви беше доделено во Грција. Па да, точно така. Значи, ние веќе, можам да кажам, повеќе од 10 години, ако не и 15, организираме летни школи, летни кампови во Грција, на Егејското море, и токму во тоа подрачје таму на Халкидики, значи на почетокот на Халкидики. И за прв пат оваа година учествувавме и на меѓународен надпревар. И бидејќи долги години соработуваме со таа општина, градоначалникот на општината, господинот Карас Манолис, ми додели специјално признание од општината за развој на карате спортот во Грција. Исто така, значи, имаме соработка доста добра со Грчката федерација и јас се надевам дека и понатаму ќе продолжи таа успешна соработка и во иднина, значи, наредните години, наредната година, планираме и овој меѓународен надпревар да биде традиционален, да се одржува секоја година во Грција во исто време и на исто место. Ве очекува уште едно патување и представување на уште еден надпревар во Словенија.
Точно така, да. Значи, веќе наредната недела, наредниот викенд, од 26 до 30 октомври, не очекува Европско првенство, кое што ќе се одржи во ново место во Словенија. Планираме да учествуваме околу 15 надпреварувачи, исто така од сениорска па до детска конкуренција. Ние не прекинавме со подготовки, со тренинзи, значи напротив го засиливме темпото на вежбање, се со цел да освоиме уште повеќе резултати и да ја представиме Македонија во она светло кое што заслужува. И ние го чиниме тоа повеќе од 30 години. Значи ова е више, можам да кажам, 10-та, 12-та генерација која што бележи резултати на меѓународни надпревари. Ви посакуваме и од Словенија да се вратите со многу освоени медали и уште многу успеси понатаму, а младите да го користат слободното време да спортуваат што повеќе. Благодарам уште еднаш на посетата и јас се надевам, значи, со ваша поддршка дека нашите спортисти ќе бележат уште поголеми резултати и ќе ги афирмираме на вашиот медиум. Благодарам, Ден. Здраво, јас сум Камилија Недев. На светскиот куп во Полска освоив една бронзена медаља, а на светскиот куп во Грција освоив 6 златни и една сребрена медаља. Здраво, јас сум Мате Мангаровски, имам 13 години, освоив 3 златни и една бронзена медала во меѓународниот куп во Неафлогита, Грција. Здраво, јас се викам Волјан Паламиновски, имам 8 години, имам освоено 6 златни медали, 2 сребрени и 4 бронзи. Јас сум Лука Крстевски, имам 11 години. На светското во Грција освоив една златна, 2 бронзени и 2 сребрени медали. Здраво, јас се викам Ѓорги Кокорманов. Имам еден пехар од Крушевац во Србија. На овој светски куп во Грција освоив 3 втори и 1 трето. Здраво, јас се викам Дамјан Денковски, имам 11 години и на меѓународниот надпревар во Грција освоив 4 бронзе. Здраво, јас сум Дамјан Трајковски, имам 11 години и на меѓународниот куп во Грција освоив 3 златни, 2 бронзени и 2 сребрени медали.